Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Македонија очекуваше вакцини уште во јануари, така беше според изјавата на здравствените власти. Потоа рокот беше поместен за февруари, за да дознаеме деновиве дека вакцините од ковакс механизмот треба да стигнат во март. Денеска сепак министр за здравство вели дека тоест и премиерот Заев велат дека најверојатно после 15 февруари би требало во земјава да стигнат 200.000 кинески вакцини, со што конечно би почнал процесот на вакцинација во земјава. И сето тоа во екот на пандемијата која се случува и во очекување на пописот во април, околу кој исто така се кршат копјата, дали треба да се одржи во април и каков треба да биде. Ова се дел од темите со кои вечерва ќе разговараме со нашите гости. Тука се Александар Пандов, председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Добра вечер. Како и Джелал Ходжиќ, политички аналитичар, колумнист. Добра вечер и поздрав за гледачите. Добра вечер на двајцата. Ќе почнеме со пандемијата, со начинот на справување со пандемијата, како држава ја менеджира целата состојба. Пандов, во однос на вакцините, кажав во ведниот дел, првично министрот Филипче, една од изјавите му беше дека тој очекува уште во јануари да се почне, па февруари, па сега март. Во меѓувреме, ние очигледно како држава не сакавме да набавиме кинески и руски вакцини, сега потоа се предомисливме. Како вас ви изгледа во однос на организацијата на овој процес на имунизација? Ти благодарам сега за поканата во твојата ценета емисија. Поздрав до гледачите. Како ми изгледа? Ми изгледа катастрофа, односно потполн дебакл, како Република Македонија и како здравствените, политичките власти одговараат на оваа пандемија со корона криза. Значи, да надополнам, имавме изјава од господјата Шекеринска, која што е министр за одбрана, дека они можеле да набават вакцини нешто порано, меѓутоа не сакале да бидат нашите граѓани тестирани. И со самото тоа се смеува на милиони граѓани кои што се веќе вакцинирани во Америка, во Германија, во Англија, во Израел, во Србија, соседна. И ако пролетоска можевме до некаде да правиме паралели со останатите држави како се справуваат со корона кризата, гледаме сега по прашањето на вакцини дека сме повторно заковани на дното во Европа и дека владата на Зоран Заев успеа и во здравствената одбрана од оваа корона криза да внесе политика. Имено како што кажа во најавата, они само од идеолошки и од политички причини до сега имаме изјави две на, ако не и повеќе, на руска амбасадорка или амбасадор, што и да е представник на руската амбасада. Ете така во Република Македонија, дека имале понуда до Министерство за здравство за руски вакцини, воопшто не ни одговориле нашите здравствени власти. Денес дознаваме дека и после третото тестирање таа руска вакцина има делување на 92% со такава учинковитост е таа вакцина. При тоа добиваме информација во истиот овој ден дека можеби ние во март месец или во кога веќе најави Филипче дека ќе добиеме некои вакцини од AstraZeneca, кои што се западни вакцини, меѓутоа најголем дел од европските земји не сакаат да ги применуваат, односно негдека над 65 години возраст да не се вакцинираат, негдека над 55 години возраст да не се вакцинираат луѓето. Доаѓаме до тоа да тие од Pfizer или Pfizer да се викаат тие вакцини кои што се исто американски, кои што се за кај нас као идеолошки во ред, 5700, не знам по кој пат ги повторуваат, во превод тоа е се 2500 луѓе ќе се 3000 луѓе ќе се вакцинираат сега. Тоа значи дека ние, ако само Господ може нас да не заштити, односно како го нарекуваат оној имунитет на стадо, на крдо, на како и да е веќе, само тоа може веќе нас да не заштити. Да очекуваме дека ние, како нормалниот демократски свет, по пат на вакцина дека ќе се заштитиме, како што тоа, гледаме, денеска мислам дека 500.000 граѓани веќе
во Република Србија се вакцинирани и тоа таму имаат каква сакаат вакцина да бираат. Ние во најава имаме некакви кинески вакцини, а и тие она што се пишува по социјални мрежи, еве можеби грешам, таму има 2 компании, 3 компании кои што произведуваат кинески вакцини. Не сум сигурен дека е таа најдобрата вакцина. Не, од таа е од Синофарм, од истата што се Да, може да е така, значи ја посакувам да е тоа така, но повторно тоа е за некој месец-два. Од тука мислам дека ова се што ни се случува само заради политичката и менаџерска неспособност на оваа власт, како и за икс други примери што можеме да видиме, но ова е најеклатантен пример. Соседна земја не е членка во НАТО. Република Србија, нивниот претседател Александар Вучич, затоа е претседател, затоа се премиери, да тие застанат и сите нивни контакти од позиција на премиер, на претседател, ги искористат во набавка за спас на своето население. Да. Кај нас гледаме идеологија, гледаме политика, као и за се останато друго, а на штета, директна штета на здравјето на граѓаните и уште само оваа реченица, а тоа ќе биде штета и на економијата, затоа што Србија за многу кратко време и сите останати земји кај што се вакцинираат ќе излезе од оваа корона криза многу побрзо од нас. Гледаме дека ќе се воведуваат, ако не се пасоши, некаков начин дали си вакциниран или не вакциниран, дали имаш позитивен или негативен тест за да можеш во некоја земја. Тоа значи и за туризам, и за било што. Таквите земји побрзо ќе излезат, ние ќе каскаме позади. Да. Хоџик, кога зборуваме за политичкиот контекст на процесот на имунизација, оваа изјава што ја спомна господинот Пандов на министерката Шекеринска, имаше и други изјави кои не беа толку директни на министрот Филипче. Последна е на министрот Крешник Бектеши, кој зборувајќи за на прашањето зошто Србија толку подобро се справува од Македонија во однос на ова, тој вели па тие купуваат руски вакцини, а ние се стремиме кон Европската унија. Но од друга страна гледаме дека руската вакцина веќе почнува и во Европската унија да се одобрува, прва повлече нога Германија, бидејќи едноставно вакцини нема. Денеска имаме изјава и од премиерот Заев, кој вели, цитирам: "Разговаравме со нашите стратешки партнери и заклучивме дека набавка на вакцини не е геополитичко прашање, туку суверено право на секоја држава." Прашањето за вас би било дали премногу тактизиравме, дали премногу чекавме за ова прашање? Веројатно во она што се вели стручен дел во проблематиката, веројатно ќе треба да викнете посоодветни говорници од мене и господинот Пандов, да не кажуваме дека секоја втора реченица па може би грешиме или слично. Значи тука треба да ги викнете оние кои се надлежни на оваа тема да зборуваат. Дали потврлиле, ако потврлиле да се повикаат на одговорност зашто потврлиле, дали тактизирале или не. Она што од политички контекст може да се види е дека апсолутно вакцината станува проблем и за цела Европа. Вчера имаше канцеларката Меркел обраќање дека е прашање дури за една Германија и за нели цела Европска унија, и тука може да се каже дека солидарноста на која се повикуваат многу често нашите стратешки партнери некогаш може да биде доведена во прашање, затоа што секогаш пробуваат да се заштитат прво себе си, па потоа да подадат рака кон другите. Се надевам дека и уствари сметам дека треба да искористиме оваа прилика како јавни личности заедно со господинот Пандов да сепак повикаме да се спречи она теза која се пушта во населението кај нас дека вакцините се опасни по здравјето за граѓаните. Напротив, мислам дека сме тука на ист став, дека треба да се вклучат граѓаните во тој процес кога ќе стигнат вакцините. Рековме сега, владата најавила во средина на февруари, делумно и таму други вакцини почеток на март, да што имаме што побрза вакцинација со цел, нели, и да можеме да стекнеме одреден имунитет и побрзо да излеземе од оваа криза од секој аспект, па вклучувајќи го и тој економски аспект. Така да, околу вакцините, јас како некоја јавна личност би сакал само тоа да го кажам, дека стварно имаме потреба од тие вакцини, може би треба да викнете посоодветни луѓе, ако има некаква одговорност да ги повикате на таа работа, но сметам дека треба да го искористиме влијанието да се сопрат тие теории на завери, чипувања и слични работи, дека тие можат да донесат до одреден
до одреден проблем. Да, добро, Пандов, кога зборуваме за овој политичкиот или еве како што вели премиерот Заев за геополитички прашања во однос на вакцините, јасно е дека Кина и Русија го користат овој момент во насока на промоција на нивната стратегија. Дали е тоа подривање на некои евроатлантски процеси во регионот или во цела Европа, тоа е сепак нивна работа. Јас сакам да прашам, ова и вие ја спомнавте Србија. Србија не само што добро се справува со ова, туку Србија е неверојатно е дури тоа да се каже, пета земја во светот по стапка на вакцинација, трета земја во Европа. Неодамна читав статија на германскиот ФАЦ, Франкфуртер Allgemeine Zeitung, каде што германците се навистина зачудени од тоа што го прави Србија. Јасно им е дека го прави со кинески и руски вакцини, но можеше тоа и некоја друга земја да го направи. Прашањето ми е, дали овие мали земји, како што е Македонија, треба толку да обрнуваат внимание на геополитика, на тоа дали некој ќе се навреди, или сепак некогаш треба да се гледаат сопствените интереси? Апсолутно треба. Пред се и над се, политичарите треба да ги гледаат интересот на народот кој што ги гласа, кој што ги избира. Јас апсолутно не можам да разберам дека во здравство ние треба да гледаме дали е тоа израелско, француско, германско, јапонско, кинеско, руско. Мислам, вистински не можам тоа да го разберам, затоа што здравието нели на луѓето е пред се и над се. И тука кој може нас да ни забележи како независна, како земја, суверена земја, дали нашето население ние ќе го вакцинираме со една, друга, трета или пета вакцина. Едноставно, колку поголем број на вакцини имаме од различни производители, секако дека тоа е успех за земјата и за тие не само здравствени, политички пред се власти. Јас зашто инсистирам на политичките власти? Затоа што се они најмокните луѓе во земјава. Ја и желјам ако се јавиме во Pfizer или било каде во Спутник, како им се вика вакцината, или Sinopharm, како се вика кинески, кој сме ние? Господинот Зоран Заев е премиер, од позиција на прајм министер, он ќе се јави во било која од тие компании. Венко Филипче од позиција на министер за здравство се јавува. Од тука мислам дека тие тотално паднаа на тестот, на менаџирање на оваа криза и апсолутно е за пример како треба една држава да се справува, она што го прави сега Србија и нивниот председател Александар Вучич, што е пример за цел свет едноставно како треба и како една држава се грижи. Ние конечно на крајот од денот да бидеме јасни, да го скокнеме она што им се намести пенал на бугарите, како они 100 вакцини нас ке ни поклонеле и колку биле пријателски према нас. 8.000, ама за 4.000 луѓе. 8.000 вакцини ни понудија Србине и ни понудија дури да ги вакцинираат нашиве луѓе, пошто нели еве за регистрација не може да направат нашиве. Не го прават ни тоа. Да има 3 чисти, би им организирал барем превоз до Врање, до Лесковац, како и да се договорат со Србија, здравствените власти, барем оние луѓе кои што се на прва борбена линија, кои што се најдиректно изложени на короната, да ги однесат да ги вакцинираат. Добро, министерот Филипче кажа дека нема потреба така. Таков му беше одговорот. Да, но бројките, уште само ова, извини, само уште една реченица. И од тука ние од друга страна во топ 10 земји сме во свет по смртност сега. Значи тоа не е некоја табела која што ја кажувам јас овој оној, тоа има светска статистика, ние сме во први 10 земји по смртност и ден денеска мислам дека не знам месеци назад ние не сме имале едноцифрена ден по број на починати. Да. За жал ние секој дневно губиме по 10, 20, 30 луѓе. Тоа е одговорност и тие луѓе не се чисто само бројки, тоа се луѓе. Да. Не е тоа политика, тоа ние говориме за човечки судбини, за црнати фамилии. Сакавте да реплицирате. Да, значи, како што кажав, ова е некоја дебата за постручни луѓе, али во политичкиот контекст морам да изреагирам дека еве господинот Пандов можеби од некоја идеолошка причина пробува да не идеализира Србија како некој позитивен пример, што апсолутно не се согласувам јас дека е така. И можеби е поразително зашто за нас доаѓаат првите вакцини и од таму.
Вие треба да се сетите дека кога почна пандемијата, таму министрите за здравство, председателот Вучич и останатата политичка елита, доека цел свет се затвараше и прогласуваше вонредни состојби и ги затвараа луѓето да не излегуваат, таму имавте каде што официјални лица повикуваат да се иде на шопинг, ја релативизираа ковид пандемијата, се пушти да се игра утакмица меѓу Звезда и Партизан пред 20.000 луѓе. Јас и сега можеби и другиве од кои имаме некаква врска со регионот Санџак, знаеме дека таму пандемијата однесе многу голем број на жртви кои едноставно можеби не беа вбројувани и таму едноставно системот потврли. Гледавме сцени какви што ги гледавме во Италија, во Нови Пазар зборувам. Да. И тоа кај нас не беше случај. Сега не би јас да релативизирам некакви неуспеси овдека, само зборувам дека оваа приказна дека таму било све идеално е апсолутно неточна. И тие кои имаат некои пријатели роднини таму многу добро знаат како ни што поминаат тие луѓе, каков беше одговор на здравствениот систем таму, а каков беше одговорот на здравствениот систем овде. И јас навистина би ја прекинал тука оваа дебата пошто мислам дека е за постручни луѓе у овој Нема да дебатираме сега за Србија премногу. Јас само една реченица, значи апсолутно не е од идеолошки причини да јас ги посочувам канцеларката Меркел беше таа која што ја посочи Србија за пример како треба да се справува со оваа корона криза и како таа земја се снашла во набавки на вакцини. Канцеларката Меркел тоа го направи, а нас не е соседна земја и јас и ти сега добро ги познаваме приликите и ги следиме таму приликите. Знаеш добро приликите, апсолутно знаеш дека таму луѓе умираа, паѓаа по автобуски и дека апсолутно во нивните болници, посебно во Јужна Србија, немаше доволно кревети и дека многу жртви, за разлика такви слики во Македонија не сме гледали. Не, тоа немој така, тоа има бројки. Можеме да ги споредиме тие работи. Има официјални бројки на процент на починати на милион жители во Србија и во Македонија, а во Македонија дополнително тој процент се рачуна на 2.100.000 население дека сме, не на 1.700.000 колку криво лево што сме. Ама доаѓаме до пописот пак е го Самија навестивте следната тема попис. Кажете ми денеска, тоест вчера тука од нашето студио председателот Пендаровски на некој начин порача дека можеби треба да се размисли да се одложи пописот за месец-два. Денеска гледаме дека премиерот Заев на некој начин се согласува со таа одлука. Тој вели да, окей, не е спорно, но да се одржи до јуни, бидејќи вели во лето не се одржува попис. Од друга страна, председателот на ВМРО ДПМН излезе со став, вели или да се одржи електронски попис, или да се одложи за една година, што исто така доста ригиден став во една друга спротивност од овој. Кажете ми, мислите ли дека е можно да се најде решение да се одржи попис, еве, и да се одложи за месец-два, зборуваме во тој термин? Прво да расчистиме една работа, дека ние тројцата претпоставувам и цела телевизија 24 да направиме анкета дали ни е потребен попис, секој ќе рече да. И се согласуваме дека Македонија поради тоа што колку 18, 20, 19 години немала попис треба да има како статистичка операција. Меѓутоа, за жал, јас морам да се вратам маце наназад, а тоа е далечната 2001 година сега, ние имавме воен конфликт во Република Македонија и како продукт на тој воен конфликт ние го имавме Охридскиот рамковен договор. Бројките, процентите, за жал, се внесени во Устав и тоа благодарение на ДУИ е направено. Како таква, таа воена формација тогаш УЧК или како се нарекуваше ОНА, се трансформира во политичка партија ДУИ. ДУИ од 2002 година до ден денес, значи 19 години, само 2 години не е на власт. Таа успева многу добро да си ги менаџира приликите меѓу своите гласачи и да представува колку е таа успешна, колку таа се бори за нивната добробит, за нивниот стандард, за нивниот начин на живење. Од тука, ако
дојдеме до ситуација дека во 2021 година имаме ние статистичка операција попис во која што како во цел свет што се прави се попишува резидентно население, поточно население кое што последната година дена живее во државата. Во таква ситуација, за жал, не по ДУИ, по Република Македонија, ќе констатираме не само огромен број на население македонско, турско, бошњачко, ромско, било какво, туку и огромен број на албанско население дека е иселено. Сега доаѓам до поентата. Во овие 19 години, 10 години владеел ВМРО, 8 години владеел СДС. Помалку повеќе и двете македонски, со предзнак македонски партии, се виновни за иселувањето на населението. Меѓутоа, во албанскиот дел, единствени кои што се виновни е ДУИ. Од тука, екзистенционално прашање не за обстанокот на партијата, меѓутоа за било каков резултат на некои наредни избори. За ДУИ не смее да тој процент, и како што не само Арбер Адеми, лично Али Ахмети кажа, и тоа е така за него сигурно, дека по 25%, кој што да подсетам, и тројцата се сеќаваме дека тој попис 2002 година на се личеше, само на правилен попис не беше. Меѓутоа, они тогаш попиша и мачи и куче, што се не попиша, го направија ДУИ во албанскиот дел. Мислам дека не треба да дозволиме една ваква спуштање на ниво на дебатата. Ќе го подигнеш после. Едно важно прашање како што Многу важно, и јас они многу едните стојам. подпишале. Не, те молам сега да се довршам мислата. Не, па ќе Мора си да го кажеш. задржиме нивото на емисијата, пошто А каде е спуштено нивото, Желјо? Во кој дел? знава кој попишал куче маче? Кај е приказната тука? Значи мораме да збориме малку фотографски. Говорам дека во 2002 година пописот е не подпишан од председателот на председателот на пописната комисија. Говорам дека во тој период потполна контрола меѓу албанското население, дали во град или во села живееле, се уште беа недоразформирани воените формации на ОНА и дека јас одговорно тврдам, затоа што сум имал информации во тоа време, и тој е неподпишан попис, па повторно ќе кажам, дека се што било иселено, претходно живеело во тие населени места, било попишано. И тука јас стојам позади тоа одговорно. Ако 2012 повторно истата таа ДУИ се обиде да го направи истото, затоа беше прекинат тој попис. Сега, како предизборна коалиција помеѓу ДУИ и СДС, како услов да коалицира ДУИ со СДС, име пописот. Од тука јас тврдам, со овој начин како што е сега законот донесен, дека ние повторно ќе имаме попис на државјани, што не велам дека и 2002 тие луѓе не биле државјани, дека немале патни исправи на Република Македонија, но не биле ни тогаш, ни сега уште помалку население е резидентно во Македонија. Добро, јас свативме поентата што е, за резидентно население. Од тука на Македонија и е потребен статистичка операција, ние да знаеме колку точно население живее во Скопје, во Зелениково, во Кисела Вода, во Студеничани, во било која друга општина. Пред да продолжи Хуџик, само сакам едно кратко попрашање, ме молам да кажавте една многу интересна работа за... Само морам ќе го подпрашате, ќе го добие својот простор, имаме коректна ќе одговорам јас. Мора да, како телевизија, да внимавате. Вас ве гледаат сите граѓани на Република Северна Македонија и треба да дозволите дека... Емисијата оставете на мене вело. Конкретно, јас сум многу културен, кажи ми ти на што... Кучење и мачења навредувате одредена етничка популација. Немој така, немој да ми импутираш нешто, нити со еден... Немој, добро. Добро, гледаат сите. Господине Хоџик, таа реченица не е навреда, туку метафора на пописна операција. Ја мислам дека е навреда. Ама ја и во студијаво и било каде тоа така сум го слушнал, затоа така сум го ја употребил како формулација. Дека сите Ајде да продолжиме. Ја морам да дадам оваа реакција ради мене. Не сум имал никаква намера никого, ако некој гледач ме доживеал навредливо, еве јас се извинувам. Мислам дека на албанците треба да се извиниш. Еве се извинувам ако некој ме, ама по тоа сум подразбирал. извинувањето, тоа е до нив. По тоа сум подразбирал дека
се е попишано, и резиденти и Со нерезиденти. говорникот, не со телевизијата, тоа Да. сакам да ви кажам. Само ова сакам да ве прашам. За 2012 година спомнавте дека ДОИ го направила истото 2002 година и за тоа бил прекинат пописот. Но ние, како новинари, значи со години се обидувавме да добиеме одговор зошто е прекинат пописот. Никогаш не го добивме тој одговор. Никогаш. Значи тоа беше невиден молк по тоа прашање и од ВМРО ДПМН и од ДОИ. Доколку ВМРО ДПМН тогаш ја сокрила оваа информација што вие ја кажавте, тогаш ВМРО ДПМН е направила сериозен пропуст кон македонскиот народ за мене. Доколку го сокриле тој факт дека ДОИ сакале да прикажат повеќе албанци и дека тие го прекинали, никому ништо, си продолжило се нормално. Доколку е така, сега зборувам. Моите информации говорат дека повторно се тргнало насилно. Да подсетам дека во 2012 година на тој попис имало и мешани комисии, значи македонец со албанец, со ром да има, со бошњак. Во зависност од тоа населението што било по националност. Дека биле напаѓани, ако не албанците биле напаѓани, биле бркани, дека имало физички пресметки и дека ако се оставило до крај тој попис да се заврши, дека 35% на пописот ќе биле албанци. Но ВМРО ДПМН и ДОИ си продолжија да владеат кој ништо да не било. Јас сега што ги имам, јас не сум бил тогаш во структури на партијата, не сум имал никакви информации, како гледаш сум гледал во 2012 година. Она сега што го имам како информација е дека поради обид за фалсификување на пописот бил прекинат тој попис. Сега излегуваат тие информации, но тогаш не знаевме ништо, тоа ми беше. Ходжик, ова што го кажа господинот Пандов во однос на резидентите, на луѓе кои живеат. Ми се чини дека тоа е една од забелешките на опозицијата, имаат и други. Вела дека во законот не е тоа утврдено дека ќе има посебна листа, иако порано се зборуваше за посебна листа. Значи, овака, благодарам се за прашањето и се надам дека ќе добијам време барем онолку колку што доби господинот Пандов. Ќе се согласиме дека пописот е важен за да добиеме бројки врз кои утре ќе креираме политики од образование, инфраструктура, здравство, социјала, економија и така натаму на политики на среден и на долг рок. Она што законот го утврдува, а е според меѓународните стандарди, ние со пописот ќе можеме да видиме колку имаме и резидентно население и колку од тоа оние граѓани кои имаат македонски државјанства не се веќе во државата и се нерезиденти тука. Така да ја би ги повикал овие од ВМРО ДПМН да не приоѓаат со деструктивна политика кон пописот, затоа што со нивната политика еден попис е прекинат во 2012 година, да не градат недоверба кон институциите, туку да дадат шанса на процесот да се заврши еден конструктивен процес за општеството за кој сите велиме дека нели има потреба. Обидот да се напред да се направи овој процес на попис како нелегитимен е една деструктивна политика која има за цел да воведе и оваа влада во една непотребна расправа каде што веројатно има желбата и овој попис да биде прекинат. Не треба да врз основа на етнички предрасуди. Немам етнички предрасуди. Ама зашто ми импутираш нешто што немам? Не, твојата партија. Значи, немам етнички предрасуди како од преска сами. Етничките предрасуди не смеат да го оптеретуваат пописот. Пописот е статистичка операција која е потребна. Добро. И втора работа. Ние треба да добиеме успешен попис, значи успешен попис кој нема да биде понатаму извор на проблеми во општеството. Така да изјавите кои ги даваат од ВМРО ДПМН на оваа тема, а при тоа не е излезена методологијата. Значи се едни паушални изјави и очигледно е дека имаат обид меѓу другото да го зацкријат тоа, а тоа е главното прашање колку луѓе се нерезиденти во државата, колку луѓе се иселиле во овие, ако сакаме, 30 години, 20 или 10 години предходно. Држава во Европа
која не може да спроведе попис е срамно и е неспособна потоа да креира политики на среден и на долг рок. Ајде малку конкретно, вака во однос на методологијата спомнавте, една од не секојдневните работи, нестандардните работи во однос на овој закон е затоа што тоа исто така што не е донесен заедно со методологијата, таа се носи заедно со закон. Во ред, еве ја чекаме методологијата. Како што кажав, те не знаеме што ќе биде внатре. Дали сметате дека во методологијата тоа треба да биде појаснето во однос на луѓето кои се резиденти и оние кои ќе бидат надвор да бидат на друга листа? Европско правило, имате стандард. Луѓето кои се над една година надвор од државата не влегуваат во резиденти. И тоа е запазено и со законот и ќе биде запазено и со методологијата. Втора работа што сакам да кажам, Не е запазено со законот, нигде не пишува. И со методологијата ќе биде запазено. Што треба да овој? Значи, приказните дека однапред се договорени процентите и ќе се поделат е еден инпут во јавноста и една сопка за пописот да не успее и Македонија да остане уште неколку години држава која не може да спроведе попис. На кого му одговара тоа? Не лично вас, сега не. Етничките предрасуди, кој тоа измерил дека албанците се по 20% во државата и се става во уште една сопка во пописот. Значи, пописот е тука за да направиме попис. Меѓу другото, колку имаме младо население, колку од населението е образовано и врз тие политики да искреираме, меѓу другото и етнички политики. Посебно е пописот важен за помалобројните заедници во Република Северна Македонија, кои немаат визура кои немаат визура за општеството како што имаат доминантно етничките македонци и етничките албанци. Значи, ние треба да изградиме политики за сочувување на мултикултурниот сегмент во државата, затоа што цело време се лупаме во гради како мултикултурата е наше богатство, како ќе го заштитиме тоа? Како ќе го заштитиме влашкиот јазик, јазикот на власите, како ќе го подобриме образованието на помалобројните заедници, на јазиците на помалобројните заедници без прецизна бројка. Добро, значи очекуваме во методологијата да видиме дали ќе има посебен список за нерезидентно население и за резидентно. Сигурно дека има, тоа е веќе најавено неколку пати од институциите и уште една работа, еве една реченица дозволени, но проблем е што не сме го виделе, тоа е проблем, да. Значи, еве дозволете сега да искористам јас уште една реченица. За разлика од пописот кој не успеа и беше прекинат, затоа што се формираше едно политичко тело и почна да се политизира пописот во 2012 година и имаше државна пописна комисија, во овој закон не е предвидено такво нешто. Значи се трга прстите на политиката на страна Државниот завод за статистика ќе се го спроведе пописот и тоа уште една квалитетна придобивка од еден овој процес за кој јас би апелирал до најголемата опозицијска партија, затоа што гледам дека најголемите албански опозицијски партии веќе го напуштија и го гласаа овој закон за пописот, да не однапред го делегитимираат овој процес и да му дадат шанса за процесот, на процесот. Во однос, сакам да ве прашам нешто друго, господине Пандов, во однос на правата кои се предвидени со уставот, се разбира дека политизацијата на пописот најмногу оди поради тие права, поради тие етнички проценти. Неколку пати премиерот Заев кажа дека нема да се одземаат веќе стекнати права, дека тоа е лудост, дека некој може да помисли да одземе веќе стекнати права, затоа за да не се гледаат тие проценти, дека се небитни за тој поглед, но вашата партија се нема изјаснето по тоа прашање јасно. Сега вие не можете да кажете во име на партијата, но што мислите? Треба ли ВМРО ДПМН да го каже истиот став дека тие етнички права кои се гарантирани нема да зависат од пописот? Што мислите вие? Вака ќе ти кажам, значи Македонија е мултиетничка држава. И јас живеам во Република Македонија, тука сум роден, 50 години живеам во држава. Јас сум обкружен од дете со бошњаци, со власци, со турци, со албанци, со роми, со срби, хрвати. Значи за мене ети и кучиња и мачиња. Со тоа што кај нив нема националност, има рас. И за мене е апсолутно нормално
да сите тие луѓе подеднакво исто ги уживаат и правата и обврските во Република Македонија. Не само за мене, мислам дека и за секој човек кој што живее во Република Македонија, тука нема двојба околу тоа. Меѓутоа, да повториме една работа, дека во Устав е сега внесено проценти. И Македонија преку тие проценти е сега бинационална држава. За жал, ние не сме веќе мултинационална држава. Ние на таблите не гледаме на пет јазици. Зашто се однесуваат процентите вака? На пет јазици. Конкретно? Да, апсолутно. Зашто се однесуваат? Во кои проценти зборуваме За овие сега? што ги збориш во Уставот, дали Во знаеш Уставот? зашто се однесуваат вака, Да. да, конкретно што? Да. За Кои секој- се правата кои се произлегуваат од проценти? Можеш ли да ги кажеш овдека пред камера? Говорење, јазик, вработување пред се инаце. Значи, сето тоа е во Кој е склоп на... следното? Што Еде вработување. Ете, тоа е Правичната вработувањето. застапа, знаеш ли? Јас како голем пријател на бошњаците, мислам, еве вака да ги поставиме нештата национално. Како голем пријател на бошњаците и како човек кој што вистински сака и ги ужива да уживаат тие луѓе под еднакви исти права како останатите националности. Ако биде фалсификуван пописот, процентот кој што ќе го добие некоја одредена друга националност, а тие тоа го фалсификуваат. Хипотетички да ги поставиме. Мада не е хипотетички, затоа што имаме минуто искуство и во 2002 и во 2012 тоа не се случува. Ја При мислам тоа, дека при тоа, така зголемувајќи го нивниот процент, го намалуваат процентот на моите браќа бошњаци. Не дека и овие други не мисли. Меѓутоа, еве, за бошњаци ќе добијат помал процент во и со самото тоа. За жал, меѓутоа така функционира нашата држава и тоа ние сите треба да се погледнеме во очи дека е тоа така. Тоа значи дека ако е намален процентот, тоа намалување на број на вработување во администрација, по министерства, по институции, било каде, ондека каде што државата вработува. А заради тоа што во последниве поготово години немаме ниту една странска инвестиција, каде што нормален млад човек може да се вработи, единственото место каде што бараат луѓе на вработување, го бараат во јавната и државна администрација. Повторно се враќаме тука. Два клуча има, и тоа да не се лажеме. Едниот е партискиот клуч на вработување, вториот е националниот. Јас, како граѓанин, не како македонец, како граѓанин на Република Македонија, не сакам било која друга националност, нити ја на онаа која што припаѓам на македонската, да по пат на фалсификат има поголеми права, еве од бошњачката, да не затоа што сме македонец и бошњак тука во студиот, за да не биде некој други да ги спомнува. Не разбираш ли во што е поентата? И во тоа ја не барам, јас повторно нити јас, нити јас, нити ВМРО ДПМН, нити било кој. На крај на памет му е да фалсификува или нешто да ги зголемуваме бројките на една некоја одредена националност. Но знаеме, имаме минато во кое што една политичка партија, не се албанците, ја повторно се враќам на првичното што ви го говорам. Ово е попис за спас на Дуј. Не е за Беса или за Алијанса или за Алтернатива. Ова е само за Дуј. Затоа што тие политички партии завршувам, дозволи ми, ама молим те, ова е суштината на проблемот на пописот. Да, ако има намалување на тој број од 2002 година, како ќе излезат пред своите гласачи? Како ќе им кажат, ама видете, вие ние направивме се, меѓутоа имаме сега 100.000 население помалку во Македонија. Ве молам, да, морам пред 7 саат да повикам реклами за тоа, да. Сите релевантни извештаи од сите меѓународни организации релевантни укажуваат дека од Македонија се има сериозно иселување. Тоа иселување не е само кај албанците, и од каде стереотипот дека процентот на албанците ќе падне. Значи пак е сите. Затоа ти кажам дека не е само кај албанците. Втора работа. Ова ти го кажав, кај македонското и кај останатото население нема кој да е виновен. Подеднакво исто биле на власт и СДС и ВМРО. А кај албанското население единствениот одговорник им бидат Дуј, зашто се намалиле 50-100.000, не е важно колку население. Ова твоја теза ја побива затоа што албанската опозиција во парламентот го поддржа токму овој закон за попис. И они сигурно не би тргнале да го спасуваат Дуј.
Јас со која Трета математика работа. го имаат направено, а се утева во чудење зашто го гласа. Па затоа што Нивната си е математиката. затоа што оваа теза они твоја не е сваќаат погрешно поставена и не е точна. Во ред, ја имам право да имам Па, моje апсолутно, видување, и затоа но се мислам соочувате со дека стереотипи. ако они учествуваат, а молим те, ова ми е многу важно, ако овие останативе албански политички партии учествуваат на ваков попис како што сега сакат ДУИ и СДС да спроведат, они го спасуваат ДУИ со ова. Они не знам колку им е јасно. Ти сега кажуваш дека нешто што ти мислиш дека овие би тргнале во фалцификат. Имам право на моje мислење, како Добро, ме тоа е повикале окей, во емисија сега. Тоа е окей, Нели? имаш да право на твое мислење, али тоа се Мислим, покажува како неточно. Ја имам право Ке да ти видиме, кажам каде ке грешиш. видиме. Значи фактот дека ова ти кажуваш дека овој попис го спасува ДУИ, Да. е факт дека албанската опозиција не се слага со тебе и го гласаше пописот. Трета Нека работа. дојдат во студио да ги Трета слушнеме работа. дали. Каде е замената на теза? Премиер и мнозинство во 2012 година даде ВМРО да помане. Пописот е прекинат во време кога главниот мотор во владата бил ВМРО да помане. И не е фер да ја префрлите вината само на едниот дел од владата и треба да си ја кажете вашата вина. И трета работа. Овој попис, дали ќе се одржи во април или во јуни, да не навлегуваме од тоа, како што кажав, има една добра страна. Се трга делот каде што се прави државна пописна комисија составена од политички актери кои внатре имаат политички тези кои може да се погрешни и овај. Подпис. Добро? Па, Ќе се фатим. Кој е тој ќе ти вториот одговорам- човек ќе од ти ДУИ? одговорам Кој за- е тој вториот ќе човек од одговорам ДУИ? Што никогаш за не бил во... вториот подпис. Нека се докаже, Ходжи Да. бидејќи мораме и да ќе направиме кажам. пауза. Да. Ќе кажам и за вториот подпис. Сега. Значи, замената на теза е, ако ВМРО да помане со дупло поголем буџет за попис не успел во 2012 година да спроведе попис, би било коректно, не мора утре да го признаат, нека дадат шанса на процесот и нека не велат дека ќе биде наместен унапред. Трајни се последиците после тоа, нема промена на тоа. Како не можеш тоа да го би сватиш? сакал да се обратам тука до вашите граѓани. Пописот е историска шанса. Прво да станеме земја која знае да организира попис и сме единствена земја во Европа која не е организирала попис, да се тргнеме од таа една црна листа. Втора, сите граѓани треба да знаат дека пописот е добар за нив, затоа што утре ќе дојде и денес и задутре и било која утре гарнитура ќе треба да креира политики и на среден и на долг рок, а тоа без попис е невозможно. И затоа е тука молбата. А ова околу двојниот подпис сега да кажам. Ќе продолжиме Само со за не, за- морам сега да направам пауза. Продолжуваме за двојниот попис. Продолжуваме за со попис. двојниот попис, тоа е следно. Ходжик, вие продолжувате. Мораме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото.